Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва имам повторно чест и задоволство да го поздравам мојот, не се срамам да кажам, не само гостин, туку и драг пријател Виктор Трифуновски, како член од либертаријанскиот клуб Атлас. Виктор, добро вечер и добре дојде. Добро вечер, добро најдов, добро вечер за вас и за сите гледачи. Бонтонот ми налага малце да те персирам и нека не ти смета, иако сме лично пријатели, за да има еден убава форма емисија, бидејќи јас се радувам за неа, а ми требаше, искрено да ви кажам, ми требаше ваша помош, затоа што некако пред 1 мај и после 1 мај имавме неколку јавувања, па и вчера во емисија, имено работниците и работничките права. И периодов многу интересни работи се случуваат, почнува реминисценција како било некогаш, па како било тоа добро некогаш, како е денеска, па сигурност и несигурност и така натаму и така натаму. Отворив неколку теми во емисија да се слушнам со гледачите што размислуваат. За жал, се уште патат по некоја носталгија од некое време кога не се работело, плата се примало, кредити безкаматни се земале. Вие работеле најчестните и најпоштените луѓе и што ми е многу жал, они најмногу и патат за тоа време. Во секој случај, што е она што, види, Виктор, ти си интелектуалец пар екселанс. У моментов и пишуваш книга и имаш многу големо познавање. Не можам да кажам академско, не си доктор по науки, но дозволи самиот да се представам овде. Да, цел живот се посвети на проучување на либертаријанизмот како една од најпозитивните економско, филозофско, идеолошки правци во општеството и цивилизацијата, кои од каде произлегле најдобрите работи на кои денеска уживаме. Поготово во економската сфера. Почнавме многу од широко да ги третираме овие. Имаме време. Така. Ја уживам со тебе на широко да фатам. Значи, за Југославија да се даде некој генерален пресек, поготово... Не, прво за себе. Така, за себе. На таков начин почне, категорично одбивам да ме наречеш интелектуалец. Јас не доаѓам од таквите води, без разлика што знаењето многу енергија и многу, како да кажам, труд имам вложено во конкретно во проучувањето на австриската економска школа, односно на капиталистичката општествена мисла. Меѓутоа, интелектуалец, збориме за оние интелектуалци, не за интелигентни луѓе, не за луѓе вработени по високообразовните институции, туку за оние академски образовани луѓе кои што сакаат да се наметнат како професори на целата јавност, као јавноста да се нивни студенти кои што као би заслужиле. И они ќе им држат лекции. Јас категорично одбивам да се идентификувам со таквите луѓе. Таквите луѓе од секогаш ќе го преферираат социјализмот, бидејќи државата на нив им е главен работодавач, односно единствен работодавач. Таквите се дежурен декор по сите возможни политички партии, пропаднати или непропаднати. Таквите од секогаш го презирали и го презираат приватниот сектор, бидејќи на него се најчесто неспособни, а истиот функционира за нивна жал најчесто без нивна арбитража. Затоа, со таквите луѓе, молим лепо, во друга прилика никако паралела. Сега, знаете како, кога се зборува за конкретно прашање повлече за животниот стандард на работниците. Да ти кажам, вака, ја и ти се договоривме од твоето последно дека малку почесто ќе доаѓаш, бидејќи има повеќе теми и сакам да го извадам тоа твое знаење и за себе и за јавноста. Стварно имаш акумулирано, нема. Океј, интелектуалец не те нарекувам, добро, но си човек кој толку многу се има посветено на проучување. Значи, имаш огромно знаење. Ја не знам друг човек што има поголемо знаење од оваа област, па дури и од академски професори. Еве, искрено, кој би требало ова да го имаат во мал прст. Но, како што велиш, професор, се она што е на државна цицка,
Овој муабет не му одговара. Либертаријанството да го исперцепира како таков не им одговара и никогаш не им одговарало, нити ќе им одговара. Тоа они морат интелектуалецот во оваа земја на овие простори, он е нужното зло паразит кое нема што да се докажува. Он кога завршил и земал диплома, он е заслужен граѓанин кој до крај на живот мораш да го доиш, да го поиш, да му се клањаш, а он ќе ти каже како треба у животот да прави, што е многу арогантно, не дека не заслужува. Ама, знаеш, како што јас се трудам, не секој сум добар, сите ние мораве да се трудеме. Да бидеме коректни до крај спрема таквиот тип на луѓе. Уште ова само да ти кажам. Зошто и те викнав, не беше само 1 мај и така натаму. Имав една ситуација у маркетка. Ме сретнат луѓе, знаеш, Јанко, ово, она, сликање, ово, она. И ме застанува еден прекрасен млад брачен пар со деца и нели застанав со нив здраво живо и така натаму. Баш овде у маркетов кај Тинекс и ми викаат, викам шо сте, како сте, деца, ово, она, нешто ќе ги потпрашам, чисто да си го видам профилот на публиката моја. И ми вика емисиите. Добро, кој емисии? Виктор Трифуновски. И ја останав, викам, чекај да ми запамти па и со име и со презиме. Значи, и двајцата, колку што ги разбрав, он е приватник работи и она што си го зборал. И оние емисии, јас и ти што си ги направил овдека, ги гледале, си го натерал човекот да проучува. Тоа што го збориш едноставно толку природно му доаѓа и едноставно му ветив тогаш, викам ќе го донесам Виктор, што е можно побрзо да поразговаре. Па се случи овие работи што се случија, ИГМ, отпуштење работници, 1 мај, носталгијата, а и деновиве имав доста јавувања на тема работнички права. Еве, почнуваме од широко, ја не знам како би те фокусирал. Значи, генерално е предходните емисии некако беа премногу генерални, сега да има малку по пазарот на труд, например. Пазарот на труд. Од либертаријански агол, ако така можам да кажам. Значи, еве да ти редефинирам што заклучив од јавувањата на гледачите. Гледачите, работниците се уплашени. Без оглед дали се во државно или во приватно, они имаат крајно чувство на несигурност за својата работа и својата екзистенција. Се колат и се тепаат да работат под државна капа само заради една работа. Имаат психолошки чувство дека таму има многу помали шанси да останат без работа, да бидат избркани. Згора на тоа, они знаат дека во државен сектор не може да бидат толку малце платени, колку што они малце може да сработат. Значи, сами се јавуваат, дали од железници, дали од ваму, од таму. Века си работам државно, не се замара многу, после уште една работа, па уште една работа и така натаму и така натаму. Ја злоупотребува државата за да си плати, нели, социјално и овие давачки здравство, ништо да не дава, а профитот ќе си го вади нешто негдека на црно и така натаму и така натаму. И се уште носталгија дека во минатото време имало, не знам, управен суд кој ги штител работниците и нивните права, денеска никој не ги штити. Капитализмот не чини, дошол овој, ги избркал работниците, отворил фабрика Синоличка Трпкова, која во својата шарена револуција мислам дека Сталин нема такви говори за комунизмот изговорено и овие источноевропски комунистички лидери како низините залагања за општеството, а сега кога испадна дека она дел од таа собственичка гарнитура која у моментов се сели во Врање, затоа што овде не може да им ги исполни барањата, платите на работниците, се пакува, гледам не си запознат, значи ИГМ ја затвара фабриката, сопругот на Синоличка Трпкова, отворил фабрика за текстил, Хоанѓанеца, он е странец. И сега не му иде бизнисот, плати не исплаќа, работници си тргнаа у штрајк, си бараат плати. Ој ги отерал, двојка им дал, иде у Врање и така натаму, а оваа века, па тоа е капитализам, па така е, па она и дека сакавте капитализам, еве ви го сега. Сега нешто, мислам, не можам и да навлезам. Генерално, муабетот е повторно работниците, работничките права. Дали капитализмот
генерално треба да е полош систем. Дали социјализмот е тој кој ќе им генерира сигурност и просперитет? Ако беше позитивен одговорот, тогаш уште ќе бевме во СФРЈ и ќе имавме работнички совети по нашите фирми, така да мислам нонсенс е да се одговара на ова прашање во 2018 година, молим те. Меѓутоа види една Добро ми го спушти. меѓутоа не ова се факти кои ги живееме. Апсолутно не си е во ова права. нешто да исчепкам па да ти плеснам во лице. Значи додека дојдеме до капитализмот, прво морам да кажам дека во однос на претходниот систем секогаш за жал многу е поважно личното доживување отколку генералните бројки кои што се случувале. И јас тогаш сум бил, не знам, трговачки патник, сум шетал на Јадран, сум не знам што, а кажи му дека според официјално биро на статистика на Западна Германија, Југославија е најнапуштана земја од 65 до 75 година, сигурно не поради убавиот животен стандард, сигурно ќе биде игнориран со не знам какво објаснување. 50% од моја блиска фамилија замина во Германија, во Австралија, во одговорот Америка. ќе ти биде не знам што знам, јас сум бил во Будва два пати таа година, нешто во тој стил. Така да мислам дека објективен одговор сега за сега во однос на тоа време, во догледно време, еден објективен одговор за тој период или нема да постои, или во најблага форма ќе се релативизира. Ти, Виктор, е млад, тогаш бил средно кога се растурила Југославија и така да ќе се релативизира уште известно време. Значи тоа генерацијски треба да си види, не мора секогаш генерацијски, потребно да дадете еден логички и минимум етички и морално издржан одговор на ова што се случува денес. Така да ќе го цитирам еден од моите омилени автори, Лудвиг фон Мизес. Ајде да не се занимаваме со дефектите на тој систем, него да видиме како слободниот пазар би ги решил сите овие проблеми, или барем најголемиот дел од нив, бидејќи ќе се сложиш со мене, идеален систем не постои. Не постои, ниту пак 100% систем, ниту пак систем кој што е 100% чии постулати се 100% спроведени во пракса. Така да сега најдов на еден податок кој ми го каже еден пријател од Прилеп. Вели, бе, знаеш шо, вика, прилепчани можат да бираат дали сакаат да работат во Дрекслер Маер или Кромберт и Шуберт. Разликата не е многу голема, ама чисто заради каприц на не знам шефови или на не знам кој таму поголеми, имаат простор да одбијат работа и да отидат на друго место. И сега ако почнете да идете... Ама таму биле експлоатирани. Сега да го ставиме тој идеолошки наратив, без експлоатација ти немаш профит, без профит немаш богатство. Без создавање богатство немаш што да делиш. Така да се јавува кај мене и ми вика, ме експлоатираат, бе, неќам да им работам, ме експлоатираат. Те експлоатираат. Почни си свој приватен бизнис. Нека не те експлоатираат. Сега, знаеш како, ако одиме на таков некој личен момент, одговорот може да биде ваков или онаков, него збориме принципиелно. Сите ќе кажеме дека сакаме, односно одговорот на едно транзицијски, на едно тешко прашање поставено во транзицијава, кога ќе живееме подобро, е следен. Животниот стандард на обичниот човек ќе се зголеми, кога ќе се зголеми побројувачката за работна рака. Во однос на претходниот пример што го кажав, дај Боже тие работници да имаат 10 фабрики да бираат. Сигурно платата не би била иста. Дај Боже да се појават уште 50 на локално ниво, погони, погончиња, фабрики. Тогаш дали работната рака ќе биде. Што треба да се случи за ова да се покрене? Денеска имаш во Македонија фабрики за производство на што сакаш. Се слага. На што сакаш? Се слага. Тестенини, текстилни фабрики, кондиторски производи, алкохолни, безалкохолни пијалоци, пластика и така. Околу 31 или 31,5 или 33,500 беа бројот на блокирани фирми според Завод за статистика. Доколку ти на тие фирми им овозможиш поголем раст, а ќе им овозможиш поголем раст
со растаретување од социјалните регулативи, не со нивно зголемување. Доколку ти направиш од утре 20.000 денари просечна плата, тие луѓе ќе имаат помал избор каде да се вработат. Не разбирам. Чекај. Врати малку. Така. Како Пропишуваш 20.000 минимална плата. Добро. Од, карикирам, 50.000 фирми, 5.000 ќе затворат. Луѓето ќе имаат помал избор каде да се вработат. Аха, така. А овие што ќе останат ќе имаат помала конкуренција и поголем мегдан за играње со цените. Значи, социјалната политика прави обратно кога е во прашање животниот стандард. Го повлекува надоле. Ти можеш краткорочно да добиеш некоја бројчана повластица во вид на минимална плата да се зголеми, во вид на работни сати да се намалат. Меѓутоа, секогаш парата има две страни. Промената на едната страна значи промена на другата страна. Кога ти ќе намалиш продуктивноста на фирмите на таков начин, а се намалува. Ако не се намалува, ако некој смета дека на таков начин не се намалува, ајде да пропишеме минимална плата на 1000 евра. Како ќе биде тогаш импактот? Значи, кога ќе намалите продуктивноста така, можам ја да излезам како политичар, 1000 евра просечна плата. Технички тоа е многу лесно изводливо. Закон ќе донесам указ, у држава минимална плата 1000 евра. Што ќе се случи со фабриките и фирмите? Ќе затворат сите. Во првите сати очекувај бурек да не можеш да купиш и мали дуќанчиња. Значи сега одиме сликови. Ама знаеш како ќе ти викаат они? Баш ми е гајле, ја ќе имам 1000 евра плата. А оние што ќе останат на пазарот, какви цени ќе ти понудат е сосема друга приказна. Тогаш бурекот ќе биде 50 евра четврт. Ето, карикираме, нели? Меѓутоа, уште многу примери можеме да набројуваме каде што економските циклуси, односно економските случувања се врзани садови. Не можете вие да направите штета на едно место, а тоа да не се рефлектира во негативни бранови на сите други места. Доколку сакаме повисок животен стандард, ние мора да зголемиме побројувачката на работна рака. Ние мора да зголемиме бројот на инвеститори. Сега во овој момент, значи светските искуства и низ историјата, па и денес го говорат следново. Најголема манија по ваквите комуњарски закони, дозволи да кажам, има или неосоцијалистичка, ајде нека звучи поубаво, има во Европска унија. 61.000 фабрики се одселени, ова е податок од 2015. Од 95 до 2015. 60.000 фабрики се одселени. Од Европска унија. Од Европска унија. И уште 50.000 фабрики се одселени на територија на САД. Каде? Онаму каде што нема закон за минимална плата. Онаму каде што нема закон за максимално работно време. А тоа е Кина, која што сосема заслужено си го живее највисокиот животен стандард во својата историја. И ајде сега ти слободно гази ги, блати ги оние времиња на раниот капитализам, верувај му на Маркс слободно дека тоа биле темни времиња кога Америка од третокласна колонија е претворена во економска велесила. Негирај ги фактите дека на секои 2 децении е дуплирана куповната моќ, а плюс доаѓале масовно имигранти и никогаш немало невработено. Сето тоа негирај го и изгази го. Што ќе кажеш за денешно време? Значи, оние пазарни постулати поставени во времето на раниот капитализам се безвремени, односно важат и денес, без разлика дали работиш со парна машина или можеби со iPhone. И има уште еден податок кој што говори во корист на теза која што ја кажувам, а тоа е самиот однос на сојузните држави во рамките на САД внатре. Во времето на Обама почна да се случува еден феномен да локалните државни даноци бидат повисоки од федералните. Значи држава, не знам, X, Канзас или Мичиген е многу интересен, кој што се свртеа. Добро. Кој што се свртеа од Бил Клинтон 20 и кусур години, за прв пат гласаа за Трамп, затоа што
во Детроит збеснаа демократите од даноци, комплетно го деиндустриализираа самиот град. Од $55 Кому ги наметнаа тие давачки? на приватниот сектор. А тоа се автоиндустријата, компаниите, Не Детройт. само автоиндустрија, таму имало и огромни челичари, и хемиска индустрија, и прехранбена индустрија. И што им била целта на либертаријанците? Собери пари за да се пополнуваат дупки. Не на либертаријанците, на демократите, демократите, односно на социјалдемократите. Се извинувам, коригирај ми кој ќе Да, скреш. значи промовирале, не знам, расна еднаквост, родова еднаквост, да се исплати гапот во разлика помеѓу X групи кои што произволно ги избрале, не знам, меѓу трансгендери, да кажеме, и Не мораш да идеш во деталите, разбравме. И не е ни важно. Еден куп јавни работи за кои што има или никаква потреба или сомнителна потреба. И како резултат на сето тоа, Детройт во големава криза беше најмногу девастиран град на цела земја топка. Луѓе кои што работеле за $50-60 од час, дојде ред да се ги продаваат куќите за неколку илјади $. И Детройт од 3 или 4 милиона, колку е, денеска има нешто повеќе од 600.000. Со тоа што градот е полека се Гледав некои документарци дека е тоа страшно, дури делува чернобилски апокалиптично. Да, баш чернобилски. Нели дури и филмот Осма милја дава една убава слика на тоа пропаѓање на Детройт. Да, пошто пази они овој раперов Еминем. Знаеш како се правда оваа другава страна што е левава. Као па види, па сега бегаат таму каде што има поевтина работна рака. Полека. Доле во Тексас исто има автомобилска индустрија. Да, најмногу компании компании тука е Lexus се преселија во Тексас. Кои што не беа ни изгребани во целава криза. Ниту им падна производство, ниту има спектакуларни отпуштања, ниту им обрасна погони во трева. Истата САД, истиот закон, ама различна деловна клима. Во рамките на САД, во ерата на... Зошто имаше таква голема миграција? Ја и со Цветин Челиманов доста разговарав и он ја познава таа проблематика. Зошто? Што направи Тексас да едноставно у времето на Обама имаше масовна миграција на големи компании кои иде у Тексас? Они беа држава заедно со Аризона и не целиот дел од југот, ама со неколку други јужни држави. Они не само што ги скратија даноците, него и многу укина и многу регулативи кои што ги има на државно ниво. Нормално, мора да ги прифатат. Тоа не е сиромашна држава. Таму работникот плата не зема минималец, некој беден, да речеме. А немаат никакви ресурси. Значи, Тексас е 60% пустина. Нафта. Ти ќе речеш нафта, меѓутоа имаат 200 индустријски гранки, од кои што некои, не знам, Значи, условите што си ги создаде како сојузна држава Тексас беше вистинска, како што, например, на времето Силиконската долина во државата Вашингтон, State of Washington, Сиетл, даде поволни услови и тогаш многу компании, не знам, мислам дека и Microsoft отиде таму и Силиконска долина денеска се наоѓа во Менло парк во Калифорнија. Калифорнија е интересна по тоа што е прогресивна или прогресивистичка држава, меѓутоа тоа значи дека огромните корпорации имаат високи даноци, ама ако западнат во проблем имаат и големи бенефици, односно субвенции. Конкретно Калифорнија прима 11% од федералните субвенции од цела САД. Тексас прима 0. И пак е на второ место, многу мала е разликата. Калифорнија има 40... Значи тие програми, джендер, права, ово, она, тие што влечат многу државни пари,
кои прават после... Не можеш да ги изброиш социјалните програми кои ќе ги двои. Исто ги прави Европска унија за тие они веќе енергенсите им се толку многу оптеретени со давачки да веќе се доближуваат до европските цени на гориво, на струја и така натаму. Она што ми беше главна поента што сакам да кажам е дека во ерата на Обама од земјите со високи даночни стапки во земјите со ниски даночни стапки или без даночни стапки си имаат прелеано 2,5 трилиони долари. Тоа е вкупно на економијата на Италија. Го прочитав ова. Да. Го прочитав ова. ова. Е студија на Wall Street Journal од 2017 година. И скоро се појави, пред некој ден ми дојде под радар. Така. Како испадна дека пер капита задолжувањето кое е најголемо во Италија, дека Соединетите држави се доближуваат до такво нешто. Тоа е нешто сосема друго. Ако сакаш да збориме за задолжувањето на САД, тоа е овакво. Зборувавме за регулативите, за економските слободи и за ослободувањето на приватниот сектор од давачки регулативи и односно како крајна консеквенца се јавува повисокиот животен стандард. Прво заради изголемената побарувачка на трудот, второ, кога самите фирми помеѓу себе си конкурираат во поглед на продуктивност, во поглед на пристап на пазар, а имаат мали давачки и регулативи, спремни се да понудат и пониски цени. На пазарот на своите производи? Да им ја спушта цената? Да. Па нели тоа зависи од успешниот пласман? Например, ако имаш ти голема побарувачка, бидејќи они не го пласираат производот таму каде што има работната сила. Фирмите... Они идат глобално. Сега, ако има побарувачка, ако има масовна продукција, ја колку ја разбирам економската логика, тогаш и цените... Реков, постои можност, не мора тоа да биде правило. Меѓутоа, во принцип, кога фирмите, кога компаниите на локално ниво се оптеретени со 10 или 15% данок, на друго место со 50% данок, можноста за играње со цена кај овие првите е сега поголема, што влијае во крајна линија позитивно по потрошувачите, односно по животниот стандард. Па не, мислам да останеме на тоа. Имаме сега систем, се ослободивме од претходниот систем, кој, нели, декларативно заштита на работниците и така натаму, фабриките работеа, работниците не ги интересираше дали има профит, дали е продадена робата, дали е пласирана, ама генерално работникот и никаде не го интересира. Он е доволно окупиран на производната лента, или асфалтира, или шо и да прави. Живееме таква трагедија и такви шокови како во 90-тите, мора луѓето да знаат малку подлабински што реално ни се случувало. Секое масовно отпуштање на работа се јавува како последица на стишување на инфлација, а секоја инфлација се јавува како последица на погрешно инвестирање и на прекомерно трошење, на нешто што е непродуктивно. Седо тоа е поврзано каузално едно со друго, и доколку секој, еве, можеме да одиме и на поединечно ниво. Секој еден поединец, доколку искрено сака да го подобри својот животен стандард, тогаш прво треба да си го постави прашањето дали и колку можам да станам попродуктивен во сопствениот живот. Дали е тоа преку образование, дали е тоа преку работно искуство, дали после едното или другото следува проба лична на пазарот со фирма или како вработен без кој што не може одредена фирма со што ти скока цената. Како и да е, секој поединец треба да почне од себе си и од својата продуктивност. Не можеш да очекуваш државата на некои со политички акти да го реши твојот проблем. Ајде, можеме да се сложиме. Ама барем ние збориме за основните права. Збориме, ако ти сработиш, да добиеш плата. Ако завршиш и добиеш плата, и си ги завршило врските,
плаќањето на обврските е, Мислам, е задолжително. Пази, Виктор, збориме за ама знаеш како, вулгарно станува. Абе не збориме за луксус. Збориме за fucking 200 евра месечно, абе за минат труд. Јас се слагам. Тоа е нонсенс. Еве, интересна работа. Дозволи, ако сакаш, повеле. во овој правец. Значи, доколку вие не ги подмирите обврските, ви правите кражба. Не ви е потребен посебен закон за тоа. Доколку вие не платите работник, или роба што сте ја примиле, или струја што сте потрошиле, или вода што сте потрошиле, ви правите кражба. Исто како да си украл струја. Па нормално. Си украл труд од работник. Фала Богу. Ама зошто не те третира? Зошто немаме ние? Затоа што немаме правна држава. Значи, кога имаш правна држава, како работник може најдобро да се заштити себе? Синдикалното организирање не донесе успеси затоа што секогаш види. Ај сега ќе го извадам, јас вчера ја завршив емисијата со Џими Хофа. Џими Хофа беше криминалец. Ѓубре човек. Убиваше, тепаше и така натаму. Ама прашај ги, од неговиот еснав кој ги заштитуваше, еден од најјаките во Америка во тоа време, не знам денеска како стои, тој камионџиите. Џими Хофа, 50 години, да речем, 40-50 години. Значи, збориме дека он целта ги оправда средствата, не бираше начин кого ќе тепа, кого ќе утепа, за да ги заштити работниците, поточно еснав од свој камионџиите. А камионџи во Америка тоа е и се уште е. Не може, како да им објаснам на гледачите, не можете да сватите. Батали го Хофа, причата е малце фейк, значи во 50 и 60 години доаѓа до катастрофална криза на железницата, кај нив им се креваат цените, а со тој стандард. Така да, таа прича многу не. Али разбирам поентата. Значи, на прашањето кој најмногу ги штити работниците? Дали е тоа државата со својата социјална политика? Дали е тоа синдикатите као некој вид граѓанско здружение или лоби група, како сакаш наречи го? Или управен некаков си суд? Да, или можеби никој. Па ти викаш... Сите три одговори на свој начин се точни. Но сите овие три одговори спаѓаат во правна држава. А ти чим велиш немаме правна држава, џабе збориме? Види, доколку немаш правна држава, не може да ти функционира ни еден економски модел, ни слободен пазар, ни социјална држава. Што се случува? Еве, не знам, од социјалната политика да одвоиме позитивна листа на лекови. Јавната тајна е дека тоа повеќе им служи на велетрогериите отколку на пациентите. Така. И можеш само до одреден датум да го добиеш и после ти вика нема. Или да кажеме пазарна држава, каде е слободниот пазар, кога се опрашање банките, каде се финансиските институции, каде е слободниот пазар кога опрашање нафтените деривати. Има сега нешто кога е либерализација на струјата, тоа е тајкунизација. Влегувам во тој правец, државата дава лиценци на фирми кои што ќе увезуваат овдека струја. И со тоа што сите се имаат обединето, струјата во Европа е многу скапа. Отвори, еве, сите гледачи што ја гледат емисијата, European Power Market, нека ги видат цените и нека видат колку плаќаат дома. Моментално плаќаме 4,5 денари киловат, или околу 75 евра од мегават. Еве, нека видат која е цената на мегаватот. 15 до 60 евра на меѓународен пазар. Значи дека поготово ова важи за Бугарија, која што има уште пониски цени од каде што ќе биде главниот увоз. Значи некој дебело со овој закон што ни се спрема, некој, ќе видиме кој, има намера дебело да не опелјуши како што беше или слично како што беше монополот со Окта, кој што овие години негдека треба да заврши, а никој не спомнува под кој услови ќе заврши, кога точно ќе заврши и најважно од се која е гаранцијата дека нема да биде продолжен. Уште 2 децении. Значи, многу што треба да се направи на поле на пазарна либерализација, за да можеме да добиеме повеќе понудувачи, повеќе вработување кај нив, пониски цени на одредени производи. Социјализмот
демократите, левичарството го прифати и социјалистичките модели на работење ги прифатија од повеќе аспекти. Не е тука све малициозно, има тука и некои хумани аспекти, каде што они сами велат дека сепак ако ти на човек му дадеш психолошки една сигурност, он малци поинаку ќе се однесува. Ако му дадеш несигурност во смисла дека ако ние му кажеме дека државата со тие регулативи по-безбедна, он ќе биде по-комотен во работењето. Имам неколку работи, малце подолго ќе биде, ама режија, избегавајме мене у кадар малку повеќе, имаме гостин, не му почите, иако ја малце сега 2-3 минути ќе јадам бурек. Виктор, за да велат вака, со кризите кои им се неизбежни и ги сваќаат, а со тоа си обезбедуваат и купување на гласови и така натаму, политичката борба на слободниот пазар ја овозможи и корупцијата. И на слободен пазар, значи, правна држава нема нигде совршена. Па така и во најслободните пазари. Големите компании, кои се највлијателни и најголеми донатори, например, не знам, зборам Apple или зборам, ајде Apple сега, лош пример, овие банкиве што пропаднаа или што беа заштитени со големи донации. Citigroup, 2008 година, Goldman Sachs и така натаму. Тие беа најголеми донатори на одредени политички структури и така натаму. Кога се заклучи вака, беше кризата 2008, дека кризата доведе, зошто државата интервенирала? Бидејќи нели во криза, во депресија, страда обично народот, работникот, но страдаат и компании, пропаѓаат цели компании и на тој начин се прочистува системот и излегува нова вредност. Но, он вика дека кризата 2008-2007 беше толку голема, што се заканувала структурно да го сруши целиот систем, пазарен систем каков таков на Западот. И они се одлучуваат со такви субвенции. Што прават? Они им даваат на такви компании, им даваат помош за да обстанат. Зошто? Затоа што таа и таа компанија има толкава финансиска моќ, вработува толку стотици илјади милиони луѓе кои зависат и велат дека идејата да тоа пропадне и да од тоа се роди нова вредност не може да држи затоа што последиците додека тоа се изроди ќе бидат нехумано лоши. Од друга страна, тоа па гуши, бидејќи кога имаш ти компанија која произведува, не знам, Tesla Motors, така? Да. И не може да пркне заради Volkswagen или заради Chrysler кој е државно субвенциониран, не му одговара, ајде да паднеме, ако веќе падјам и јас ќе паднам и ти ќе паднеш во оваа криза, па ќе видиме кој ќе се изроди. Знаеш, фудбалски кажано, Јувентус владее со фудбал од последниве 10-15 години. Знаеш што му се случи на Јувентус? Ти не го следиш ова, јас ќе ти кажам. Ја не го поднесувам клубот, многу ми е антипатен. Ама едно ќе ти кажам. Јувентус беше фатен во криминал и беше казнет со пад во втора лига. Несвојствено. Тој пад го исчисти, си отидоа сите играчи, све. Се прочисти тимот. Се ревитализира. Риборн направи, не може никој да ги сруши. И сега си викам, да, луѓе се плашат Apple iPhone-от да не падне. Тој е синоним на Америка, па гледај го глобално. Воопшто не зависи од субвенции Apple. Ама зошто, зборам на памета и сега Kodak ли е, или некој, или што јас знам, произведувачот на такси возила во Њујорк, или на метро вагони и така натаму. Добро. Значи, едноставно не може да се изроди јас и ти да конкурираме со нешто на тој гигант за да можеме ние да се наметнеме. Никогаш више нема да се наметнеме. Тоа е така поставено, вика, тој вработува 30, 50, 100.000 луѓе, Chrysler, тој не смее да пропадне и ќе се субвенционира, затоа што неговото паѓање е премногу опасно. Големата депресија беше страшна, но тоа се изроди па нова вредност. Да, беше многу нехумана. И сега, народ која ќе го прашаш, он не сака пат, он не сака да гладува, он не може да се жртвува, затоа што знае дека не еднаква ќе биде жртвата. И он бара некаква гаранција и сигурност. И одеднаш гледа,
Социјализам. Слушај, социјализам ти е тоа. Малце ќе имаш, ама сигурно ќе ти биде. И кажеш, брат, да имам, па да немаме уште потешко, уште пострашна работа. Дај ми малку сигурност. Дај ми малце сини картони, дај ми 200 евра плата, рад да сум. Арно, ама, после известно време, не функционира. Да функционираше, ќе обстанеше и СССР, и Прво ќе бегавме натаму. Ќе бегавме натаму на работа. Зошто? Еве, ја викам. Зошто моите роднини во 70-ти, пази, најзлатното време на Југославија, во ерата 60-ти и 70-ти, најголемиот просперитет е најголемата миграција на македонци, југословени, срби и хрвати, кои си заминаа од Југославија и отидоа во Германија, во Америка, во Австралија. Зошто? Зошто си заминаа ако толку било златно време? Значи, се поставуваат некои прашања кои многу тешко денешниот народ сака народот некаква сигурност. И има некоја психолошка, ментална слика дека тогаш било посигурно. Но знаеш што? Не знам, Виктор имаше еден експеримент кој го направи англичаните. Се размуабетивме, ке тоа оставам, имаме многу време. Земаат фамилија. Морам да те прекидам. Една минута. Ајде. Многу убедливо спакувана приказна за државниот интервенционизам. Прекрасно спакувана. На народот треба сигурност. Така? 2009 година, кога почнаа така да наречените quantitative of easiness или QE, што е де факто помошта за големите корпорации со цел да ги зачувале. Од тогаш, па до крајот на мандатот на Барак Обама, долгот на Америка се зголеми за 10 трилиона. А економскиот раст беше најнизок по Втората светска војна, 1,7%. И најголем процент на невработеност. Кај отидоа тие пари? Во сигурност на работниците? Или, како што вика Ворен Бафет, кој што поддржуваш, богаташот поддржуваш на високи даноци, кој што викал да ночувајте не повеќе. Вика, мојата секретарка плаќа помалку данок од мене. Кај отидоа тие пари? Кај таквите секретарки што плаќале као повеќе данок од нивните богати босови? Не, ако тоа се све приказни со кои што се сака да се оправда политичкото, како да кажам, крадење на стандардот пред се од обичните луѓе, а во исто време да се манипулира и со нивните гласови. Секогаш, кога ти ќе дозволиш... Овде збориме за политичка корупција тогаш? Па за тешка политичка корупција. Многу тешка. Ја и ти да отпечативам пари, ќе идеме во затвор. Така е. Пред 1890 година, како ќе му дое се пред 120 години, американски банкари идат кај еден председател кој што за жал останал анонимен, Грувер Кливленд. Викаат председателя да правиме национална валута, една да биде на ниво на држава. Пази, цела индустријска револуција прошла со мултивалутен систем, приватни пари, која сакаш... Збориме Америка? Америка. Цела индустријска револуција. Пред доларот да се воспостави? Пред доларот. Доларот им е трета валута, претходните две пропаднале, од што биле успешни. Вау, не сум знаел за ова. Да, првата е континентал, втората е златен долар. Но добро, тоа помалку битно. 1890 му идат на Грувер Кливленд и му викаат председател, воведеме национална валута. Добро, па ќе воведеме нешто што ќе се вика Централна банка, ќе ги контролира као други. Вие ќе назначувате директор кој тоа да води. Добро. И кога му го објаснуваат понатаму целиот концепт, она така наречена монетарна економија, и човекот онака коса му се дигна, па тоа е задолжување на цела држава. Па да. Дали сте нормални, вика, сакате да одземете од доход од неродени луѓе. Па ја побизарна работа не сум чул во животот. Човекот лупнал по маса, уште еднаш, ако слушнам, дека сте се организирале за ваква работа, идете сите у затвор. За жал, после него доаѓа Теодор Рузвелт и работите во неврата. И тоа станува општ, тоа е денеска генерален мејнстрим процес. Да се задолжу, да се... Значи, еве и новата власт, 800 милиона, скоро милиарда се задолжи од како дојде на власт. Така, и нема никаков проблем. Во неполни 2 години тоа ти рачунај по 5% дупка од по 5% дупка споредно со БДП. Тоа е наработна одржливост. Сега,
кога имате било какво задолжување. Работна одржливост пред да се случи хиперинфлација. Не, хиперинфлацијата е понатаму, значи Таа после ќе дојде. Значи не мора да дојде. Знаеш што е проблемот? Живееме во време кога банкротот не е економска категорија, туку е политичка категорија. Грција требаше да прогласи банкрот. Со политички дилови тоа некако се хендла, Грција ќе се извлекува во наредните, не знам, деценија и пол. Наместо се пресече еднаш и во година и пол да се заврши сето тоа. Но се вратам назад на задолжувањето на државите. Најчесто оправдувањето е, па ние ќе земеме кредит од, не знам, од Светска банка, од Deutsche Bank или не знам, ќе се задолжиме внатре, па ќе вложиме као во инфраструктура, производство на ова, производство на она, и парите што ќе дојдат, не само што ќе ги вратат демек долговите, туку и ќе значат, ќе донесат уште повеќе средства од оние што биле инвестирани. Ако оваа теорија држи 5 банки, а не држи, тогаш зошто на глобално ниво долговите на државите растат побрзо од БДП, од вкупната економија? Би требало барем да иде обратно. Ако е теоријата точна, треба да биде обратно. Така, бидејќи парите сте вложиле пари, во автопати ова се зголемил промет, се зголемил се одраѓаат, идат повеќе пари и така. И треба, бидејќи кога се задолжуваат, нели, Берни Сандерс и Хилари Клинтон кога кажуваат, знаете, ние не се задолжуваме како Европа на стари луѓе, на ова, на она, ние се задолжуваме, не знам, да правиме компјутери, да правиме машини, да правиме... Зошто? Пак е прашањето исто. Зошто ти расте побрзо долгот отколку БДП, ако теоријата ти е исправна? Било кој министр праша го, зошто министр позајмувате пари, зошто трошите повеќе отколку што собирате од данок? И ќе почне да ти ја меле оваа теорија. И постави му го ова прашање. Која теорија ја мелат? Дека тоа се инвестиции, дека инвестиции кои што ќе вратат не само долг, туку и ќе донесат нова вредност. Да, ама за тоа треба веќе да се осети, што се вика веднаш. Никогаш не се осети. Кога на нас ти знаеш такво нешто? Нема. Никогаш. Значи Шпанија, задолжувајќи се, направи 15.000 километри најсовремени, совршени автопатишта. Ништо не им по кој што не се движи роба. А ги изголемија доносите за да ги враќаат парите. И економијата уште толку метар. Затоа што не идат компании да работат таму, отидоа во Кина. Се разбира. Отидоа во Кина, како што британските компании, не знам, Ровер и сите се преселија и така натаму. Или оние што останаа ги спасуваат кој стигне од Азија и така натаму. Меѓутоа, ако ти не сакаш да навлезеш во онаква несигурност каква што спомна пред малку, а пред се однесува на обичниот работен човек, пред се гласот треба да биде дигнат против буџетските дефицити, односно против задолжувањето. Бидејќи на долг рок, кога задолжувањето ќе го достигне плафонот, кога и последниот кредитор ќе дигне раце од тебе, умира се што зависело од кредити. Субвенции, државни финанси. Тогаш, бидејќи си се ослонил на кредити, за да дојдеш во ситуација повторно да взимаш кредити, треба да помине известно време на отплата на тие кредити. И на губење на работните места кои што зависеле од тие кредити. И тоа ти е рецесија. За да не ја добиеш, не треба да отпочнуваш таков циклус. Значи, немојте да мерите според БДП, следете ги бизнес циклусите. И секогаш кога ќе почне циклус на заложување, извини, немој да крадеш од мојата иднина. За да не се случи онаа несигурност за која што збориме неколку минути. Овој бизнес циклус, за кој што зборам, каде што величини не се малку економска теорија, каде што величини не се БДП или, не знам, Фелпсова крива на замена на инфлација и вработеност, каде што има сосема нови величини, според мене нови за нашата академска јавност, како PPF, Production Possibility Frontier, како ќе му даде сега на... Што е тоа? Значи, бизнес циклусите имаат комплетно различна методологија на пресметка на макроекономските движења,
од она што се вика БДП. Не би сакал сега да навлегувам во економската теорија, меѓутоа книгата која што ја спремам, се надевам ќе излезе. А што спремаш? Пак спремам книга која што се надевам ќе излезе ова лето, се вика Капитализам, единствената општествена вистина. И во неа меѓу другото ќе бидат опфатени, економистите може и посебно ќе ги интересира, како алтернатива на кейнзијанската макроекономија ќе бидат опфатени бизнес циклусите. Што е кейнзијанска макроекономија? На кратко, као дефиниција, како се дефинира? Според кога ја дојде на големата светска криза 29-33 година, еден интелектуалец од Англија по име Џон Мајнард Кейнс се појавува со теорија да државата стане потрошувач, односно и како потрошувач да стане главен двигател на економските процеси. При тоа ја лансира равенката БДП, која што мери само потрошувачката на граѓани, на фирми, на влада, и од сето тоа се одзема трговски дефицит со странство, односно се додава трговски суфицит со странство, зависно што имате. И така се мери раст или пад на економијата. А либертаријанскиот вели, државата да обезбедува граници, ред и мир и ништо повеќе, а све друго само да го регулира, да му го остави на пазарот. На пазарот. Токму така. Ова што го збориш... На пазарот луѓето кои што се борат за профит мораат да вработуваат луѓе. Колку повеќе расте нивната фирма, колку повеќе сакаат профит, дотолку повеќе се зголемува поборувачката на работна рака. Така да доколку заклучокот, нели, го вргламе нонстоп, доколку сакаме повисок животен стандард, потребно ни е и поголемо ниво на економски слободи. Ќе те замолам да направиме кратка пауза, а веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот и да се договориме за натамошните теми, оти морево нема крај. Да. Океанов. Да. Одиме режија. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Грција нема кредибилитет да гарантира исполнување на нов меѓународен договор. Грција е осудена земја од Хашкиот суд заради непочитување на времената спогодба. Заев и Димитров се коцкаат со уставното име и македонскиот идентитет да добие покана за полноправно членство во Алијансата. Се додека ова не се исполни, преговорите се безпредметни. Македонската алијанса и диаспората сака да знае премиерот Зоран Заев кои позиции ќе ги застапува во Софија. Нашата порака е јасна. Секоја авантура и евентуален потпис на некаков меѓународен договор
ќе биде третиран како негова лична авантура без правни импликации за татковината, за која ќе мора да понесе сериозна одговорност. Ниту еден лидер, партија и коалиција не е поголема од македонскиот народ. Наводниот план кој го заговараат Заев, Димитров и Шекеринска, премиерот да стави подпис на предавнички договор до јуни, а дори после 10 месеци да организира председателски предвремени парламентарни избори заедно со големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелеров ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорđ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Им бил помал од што некогаш. Има една интересна работа. Ја, например, моите деца не пораснале и не се искапиле во студено купатило. Мене ми беше траума у детство, бидејќи греалка во купатило да се уклучи, беше несмисливо заради скапотијата. Ја, иако сакам да поверувам, иако татко ми и мајка ми имале подобра работа и подобра позиција од што јас денеска, стандардот денеска на моето живење, моето семејство е подобар од што тогаш. Не беа сиромашни, ама самото време беше такво. Има еден експеримент за кој преска сакав да ти кажам, англичаните го направија. Што е среќа? Значи, зема семејство кое заработува 500 фунти месечно. И им прави колку си среја, толку су, ова, она, вамо, таму, влегуваат ушема. Го носат, ги преселуваат. Значи, тој е дел од проектот, од некои си 10 години они прифаќаат тоа, да се раководат. Неколку семејства, страшен експеримент. Мислам, дури морално-етички прашања произлегува од тоа, ама бидејќи овие беа многу свесни што го подпиша, ги поставиле, им дале да живеат во ултра богата средина. Да речеме Челси, меѓу богаташи. Значи, ги има истите пари и све. После известно време му прави, го анкетира психолошки.
човекот е несреќен, децата се депресивни, они се чувствуваат бедни, јадни, сиромашни, никакви ово, она, ваму и таму. Ги вадат, ги селат, ги носат Глазгов или не знам каде, у некоја многу посир, или Манчестер, што ти ја знам, работничке, значи со каде што примањата на тамошните луѓе е 2-3 пати помало од нивните. Значи, ако овие земале 500 фунти, карикирам, овие земале 100 фунти. Значи, ништо не им се сменило во стандардот, бидејќи во Англија толку е храната, толку е струјата, цела територија. И им прават сега анкета, после година дена, каков им е нивниот живот. Они се среќни, они се чувствуваат исполнето. Зошто? Значи, резултатите од испитувањето е, во зависност од средината, со кого ти се споредуваш, е и таа визија на среќата. На перцепција на себе си. На перцепција. Значи, вика, ние да ги однесеме у Африка, меѓу гладните, они како богови ќе се осеќаат таму. Они ќе хранат, тоа ќе бидат преисполнети. Значи, има една перцепција дека ние прво ќе се мериме со нашата околина. Колку имаме, што имаме и така натаму. Реално, постои еден минимум кој нам ни е потребен. Знаеш, луѓе велат, нема народов за јадење, идеше таа синтагма, а сите со мобилни телефони. Не знам, Виктор, дали знаеш дека дали имаш представа млади луѓе од 15 до 45 години, најголемите долгови што се задолжени во банки, дали знаеш за која сметка е и колку изнесува тоа? Имам точни податоци. Па точни податоци не, меѓутоа познавам родители кои што земаат кредит за да му купат мобилен на детето. Апсолутно таблет да си му купат на детето. во право. И утре ќе тропне 70% од популацијата, значи не само родители, зборам цела женска популација, е во минус до 1000 евра која ќе излезе новиот iPhone. Па тоа е некоја, ако е 70% од... И они идат во свесно, си го спушта целиот свој. Значи, пази, ти плаќаш месечно, некој си, да речеме, 25-30 евра. Така. Значи, за 20 евра твојот буџет, ти си посиромашен за 25-30 евра, Така. но психолошки ти си посреќен, иако си посиромашен, затоа што имаш предмет кој те задоволува. А реално не си побогат. Земи си предмет кој што те задоволува. Меѓутоа да ги сносиш и последиците од доколку не можеш да го плаќаш. И машки да го поднесеш. 2-3-5% од нив за некој месец ќе изгубат работа. И ќе им тропне извршител. Извини, ова си го потрошил. Да. А не си го платил. Сега не е фер. Капитализмот е ваков. Ако ти донесе капитализмот мобилен, тогаш беше фер. Кога ти даде кредит, тогаш беше фер. Значи, многу работи се причинско-последично поврзани и за многу работи нема да можеме да си најдеме чаре заради тоа што сме си самите виновни. Разбираш? Да се цело време и често пати ние спомнуваме да се промени мајцето, да се промени без радикална промена на актуелната економска политика немаш ти промена на мајцето. Доколку се појави опција која што ги нуди сите овие идеи на политички план, доколку луѓето ги прифатат поголемиот дел од мнозинството и доколку извршната власт ги примени таквите политики, тогаш можеш да очекуваш некоја порадикална промена на мајндсетот, меѓу другото и размислување како, не знам, како синот да се натера да купи самиот мобилен, а не да го задолжи семејството со кредит. Не само тоа, сами се задолжуваат. Ја ти зборам, значи, девојки, што е од 19-20 години работи нешто и така натаму. Значи, задолжени се во банки, вика, кога ќе дојде, мене банкари ми го кажуваат, нов iPhone. Значи, 80% од женска популација влегое во минус 1000 евра, одма го купува, се задолжува и плаќа, се исплаќа и така натаму, затоа што си го има објектот на среќа. А она реално е посиромашна него претходно.
во ред, нека им се сосреќа айфоните, меѓутоа доколку не можат да си ги плаќаат и дојде извршител на врата, не сакам да бидат обвинувани оние кои што имаат После државата не чини, успешни после бизниси. ете ти имаш успешен бизнис. Банкарите се злобни, ги носат ги донел ѓавол, не знам ги организирале масони. Виктор, ти и си така приватник. натаму. Да. Значи, дали си приметил дека кај нас секој приватник кој ќе успее мора да биде оцрнет дека е краден. Значи, ти додека вака збориш, окей, си паметен, може се слага, може не. Али ако твојот бизнис те направи богат и не дај Боже те види народот во богато возило, они те жигосува. Види, за дел од тоа и имам разбирање, ние имавме една ненормална приватизација која што од анонимуси создаде луѓе без никакви способности. Голем дел од нив денеска живеат од камата и дивиденда без да продадат или создадат никаков производ. Меѓутоа, веќе збориме за крај на втора деценија од 21 век. Веќе има се појавуваат луѓе, ајде да не кажам деца, испод 30 години успешни луѓе, како ќе успешни млади луѓе, кои што се појавуваат онаму каде што државата е најотсутна во телекомуникациите, во производството на софтвер. Таму се појавуваат луѓе кои што работат адвертайзинг за аутсорсинг за големи компании. Имаш деца кои што работат за холивудски студија, што државата не вложила ништо. FX3X беше пред неколку години прогласена за предприемачка компанија број 1 во Европа од страна на Европската Унија. Да излезеш сега на улица FX3X да ги спомнеш, појма нема. од 500 луѓе дали еден ќе, а да излезеш да го кажеш техно метал е сите го знаат. Сости ќе ти го испратат. Так. И овие ја носат љагата на овој претходниот. Так. Во ред сега, тоа е, меѓутоа, заради тоа се тука медиумите, заради тоа се тука луѓето кои што јавно коментираат, пишуваат. Возможно е самиот да се збогатиш на легален начин во слободно општество. Слободата во прв ред подразбира слободно располагање со себе си како ресурс. На крајот на краиштата, богатиот човек е тој кој ќе отвори фабрика и работни места. Кој што ќе создаде нешто што ќе го збогати обичниот човек. Дали тоа ќе биде, не знам, јас сум во хемиска индустрија, дали тоа ќе биде поквалитетен или поевтин хемиски производ, дали тоа ќе биде, не знам, поквалитетен и поевтин телефон, облека или било што, се што и да произведете ново, а е поевтино или поквалитетно, вие фактички го збогатувате вашиот клиент. Да, ама... На тој начин се збогатувате и себе си. Ама, работниците, да отворам сега телефони, ќе речат, они сакаат државата да ти нареди минимална плата кај тебе да биде, они тоа сакаат, минимална плата да биде 500 евра. Де факто, за сите компании. Молим лепо. Така. Што правиме утре? Што ќе се случи? Што ќе се случи? Па, значи, малите погони кои што се илјадници во Македонија, тие ќе затворат веднаш. Ќе имаш поплава од луѓе без работа. А овие со бизниси развиени ќе си отидат во Кина, во Бугарија, оној што тука ќе преживее, тоа ќе го направи со повисоки плати, односно со повисоки цени на пазарот, значи ќе поскапиш живеачката на пред се на сите да на сите. Тоа го вика министерот за економија Тевдовски, он вика дигни ги цените и вика ќе се дигне све. Ненормален. Прекрасно. Прекрасно. Не да создадеш вредност, дигај цени, дигај просечно македонско предпријатие и просечно предпријатие. Тоа е интересна работа, во Данска. Не разбираш, тоа му е на него као некој, не знам, идеал, човекот фанатик. Фиксација, тоа е манија. Види, се работи за концепти. Значи, од една страна, они сметаат колку државата повеќе те дисциплинира. Ти плаќаш даноци. Богатите да плаќаат повеќе данок и сите ќе речат да бе, па поише има пари, поише да плати. Така. Од друга страна, либертаријанскиот пристап и идеологија вели не, осте го богатиот, не го оптеретувај со даноци, и он ќе отвора уште работни места. Не мора да отвори работни места, ќе потроши на луксузни добра, така ги имаш. Добро.
Какво луксузно добро ќе купи? Кола некоја бесна, Добро. 18% ДДВ треба да плати. Добро. Нема да ги потроши, ќе ги стави во банка, тие се мртви пари. Во ред, повеќе такви пари во банка, поголема понуда на капитал. И со пониски камати кредити. Пониска цена на тој капитал, пониски камати, помали провизии. Значи, колку имаме побогати и поуспешни луѓе, толку е подобро Ама за целото општество. Тоа е здрав бизнис циклус, па понатаму тие ги пласираат парите во успешните бизнис приказни. Кога банка ќе ве одбие, кој ќе го одбие бизнис планот, во нормални услови, знам што ти се врти. Не, ќе ти кажам. Тоа е сигнал, немој да го работиш тоа, ќе пропаднеш. И сега луѓе како почитувани од министер Тевдовски и така натаму, тоа се пазарни услови, дај ќе ги заобиколиме, ќе им дадеме кредити, ќе им дадеме субвенции на не знам, на земјоделци, ќе им дадеме, пази, фонд за иновации, ти вика еден од условите за апликација до 29 години, а најголемите иноватори ти се 35 плюс нагоре. Најризична категорија за стартување бизнес ти е до 30 години. Имаш, не знам, 70 или 80% од младите милионери до 25 години, извиниш, Ја ти беда. Да ти е мило да бегаш. на блути на пороци ги појавуваат овите милиони. Така да ти свесно и намерно и чека видиш што ми текна работава, ќе ги финансирам оние кои што се ризични. Ти откако почна субвенционирањето на земјоделие, рипна увозот на земјоделски производи од 500 на 680 милиони. Чекај, тоа е многу интересно. Еден од најголемите проекти на минатата власт беше да се помогне земјоделието со субвенции. Огромни пари на субвенции. Ти беше пар пати тука и ги следиш тие движења. Ме уби поим, искрено да ти кажам, кога уште првиот пат кога дојде и кога ми рече, откако има субвенции во земјоделство, ние имаме многу повеќе увоз на земјоделски производи. Зошто се случува? Зошто нема развој на земјоделието? Зошто би имал развој кога по било која цена да го продаде родот, он има загарантирана субвенција по килограм произведен, по килограм продаден, по не знам хектар обработен, по грло сочувано. Зошто би се борел за повисока цена? Па од на своето. Ете да има повеќе. Нели тоа е поривот кај луѓето? Види, правиме моабет, ама правиме моабет за сигурна работа. Што има јас да се пазарам со ова, го најдам првиот што ќе ми Дај му го по било која цена. Дај му таму по било. Оти знам дека на крај на година 3000 евра ми стигаат субвенции. Ете така. Па ќе шиша владата со даноци тие што знаат да работат, исто тие што како се со куват музиката, коси. откако на музичарите почнаа да субвенционираат музика, македонска музика е во страшна Имаш криза. една многу поголема трагедија, а таа трагедија се вика француски филм. Откако почна Франција да го штити, да штити домашната култура, 60 години мислам дека е, барем од аспект на филмот, мислам дека е француските филмови најмногу конкурираат на Холивуд. Да, Жан-Пол Белмондо, Луи де Фини, Брижит Бардо, Жак и и така натаму. дури беа не само толку многу гледани и популарни, туку беа и авангардни, Црниот бран, Експеримент и така натаму. Се развиваше филмската индустрија ненормална. Франција беше Кој француски филм вреди колку оние што ги наброја на почеток? Петиот елемент во 1999-та на Која? 999. Друг век спомнуваш. Значи, тоа ти се субвенциите. Лежи лебу, јас сум академски, јас важно имам академска титула и ќе правиме филмови кои што ги гледа Значи, дефинитивно критика останува и дека роднини. човек, кога лесно доаѓа до пари, Кога му се поклонуваат пари, зашто би бил продуктивен? Зошто би бил продуктивен? каде е балансот да имаш пристоен живот, да не погинеш, да не биде, да има еден нормален живот, Да но имаше- да има доволна посветеност па да се направи еден таков Не баланс. може да има баланс затоа што секогаш ќе имаш конкуренција која што ти диши у грб и нуди подобро од она што го нудиш ти. Ако збориме за Секогаш има пониско слободно ниво. општество. Мој пријател, кој имаше фабрика за текстил, разговарав со него, ја затвори фабриката. Ја селеше неколку пати низ Македонија,
од посиромашно до најсиромашно место во Македонија, затоа што не можеше да даде повеќе плата од некој си 10-12 илјади дене. Викам, зошто не им дадеш? Затоа што вика, цената на чинење на парче е толку. На хартија многу едноставно, дури ја го разбрав, што сум талентирано глуп за економија и за економска математика. Дури ја го разбрав. Па викам, што случај се донесе регулатива и така натаму. Ја затворам фабриката. Заплати и за тоа. И ја затвори конечно. Ја затвори. Што се случи со неговите комитенти за кои работеше од странство? Отида у Кина. Како бе сега викаш кинезот заработува? Кој е заработување? Тоа е толку ниско ниво, вели. Во Кина се многу ниски давачките, така? Знаеш ли што прават? Ефтини се и ресурсите. Не само што се ефтини ресурсите, за да го избегне и тоа минимум давачка за него. Закупува танкер. Значи прави дил со компанија, не знам, Vivax, телевизори. Така? No name компанија. И му вика, ти телевизорот ќе го имаш за 100 евра на пазар. Ти викаш, ура. Он вика, ја ќе ти го возможам 6 месеци, финансирај ме. Овој го финансира, ризикуваат малци едниот и други. Како овој успева да ги сруши сите цени? Зема танкер, празен. Танкерот плови од Кина до прво европско пристаниште неколку месеци. Унутре има неколку илјади вработени кои работат за шаку пиринча, што викаат србите, ги штрафат на неутрална зона, нема права, нема ништо. 24 сата работа, ама сами си доаѓаат. Знаеш што вика работодавецот? Вика, на пристаниште чекаат илјадници на ред, вика. Ако вика тој долар му е малку и си отиде, го имам за 90 центи ке ми работи, вика. И сега викаш, каде е дното? Чекам сега. Значи, прво, ако тој има подобра работа, ако тој има подобра понуда, сигурно не е луд да прифати толку лоши услови. Пази, многу е лесно од Европа, ајде, ние сме Балкан, меѓутоа пак колку толку Европа е цивилизацијски репер, многу е лесно да ги коментираш работите од таму, леле колку се ужасни. Меѓутоа, свртија другата страна на парата. Дали без тоа производство, просечен македонец или просечен балканец со една балканска плата ќе можеш да си дозволи ваква хајтех опрема со една транзициона плата. А сите имаат мобилни, сите имаат телевизор, ајде во златното време нека се јават да прашаат колку време им требаше да купат, не знам, Блаупункт или Шарп или не знам што од Германија. Така? Кој бе ужасно скапи. Така, колку плаќа еден пар фармерки со 2 дена идење до Трст и назад. Падна цената на трудот, ама падна цената и на производите. Така, ако колор телевизор беше 1000 марки, не е падната цената на марки. трудот. Цената на трудот во Кина е зголемена. Зголемена е продуктивноста. Кога имаш зголемена продуктивност, кога имаш зголемени економски слободи, цената на трудот расте, цената на производите паѓа. Вртија ти Кина како сакаш, со шака орис или со $1. Кина има највисок животен стандард во својата историја и е на прак да се однесува како и сите други велесили низ историјата. На кого колку ќе му одговара, тоа е веќе друга приказна. Меѓутоа Кина живее ера на суперсила благодарение на тоа што таквиот статус си го заработила, а ние доброволно сме го платиле. Како они го заработија? Што е разликата помеѓу нив и нас? Еве сега. Значи, зошто во Азија тие тигри азијски се случува? Кореја, Кина, Бангладеш, Виетнам. Ај, Сингапур е стара приказна, веќе и испеана. Они се веќе Беверли Хилс. Они се Беверли Хилс на кога Денг Сјаопинг го правел овој модел, он на кинезите им викал, видете го Сингапур. Е сега, меѓутоа како почнува работава со Денг Сјаопинг, мислам дека имам во една прилика кажувано. Так, кажуваш. Фридман доаѓа и овој му покажува како луѓе работат
наместо механизација мкнат се киловат илјадници души, овој му вика за поголема продуктивност дајте механизација. Овој вика ова не е само изграда на пат, ова е социјална програма. Ако е социјална програма, вика Милтон Фридман, нека не работат со лопати, нека работат со лажици. Таа, да, ем ќе биде подолго, ем поише луѓе ќе вработите. И подолго ќе се работи. Скопчал Денг Сјаопинг, 10 години се плашел како да продаде идејата на своите сопартици. Бидејќи не била комунистичка. Бидејќи не далеку од комунистичка, хардкор капиталистичка. Така? И тогаш он јаден кој знае колку мозгал, додека ги измозгал оние за да не го обесат на плоштад. Оние девизи, не е важна мачката, бојата на мачката, не е важно каква е мачката, важно е да лови глувци, не е важно каква боја е кравата, важно е да дава млеко. Он тоа го има верглано без да навлезе во суштина на капитализмот. Да го подготви теренот. Да. Он кажувал, ние сме слободна држава на која шитева слободен пазар. Разбираш, значи некако на таков начин ги има склапано оние на прв поглед неспоиви принципи, за на крајот за да продолжи со Сингапур, видете го Сингапур што му фали, никој не ги мрда луѓето од власт, а идат нагоре. Денг Сјаопинг кога владее со Кина? Он е после големата четворка доаѓа, така? Он е 80-ти години, тоа се неговите реформи и многу интересна работа. Но ова му доаѓа откако се сретнува со Фридман. Фридман е клучниот. Фридман доаѓа на средбата со кога доаѓаат Никсон и Кисинџер. Никсон и Кисинџер се дуаат со Мао Сетунг. Нели? Ова све било. Да. Ова све било се, да, добро, окей. Да. Ваква една смицалица има направено и Роналд Реган во СССР со сопругата му Ненси. На Раиса Горбачова и дава книга Патот во робство на нобеловецот Фридрих Хаек. И тоа е книга која што од корен има променето многу луѓе, радикално. Дури и на постара возраст. Хаек е гениалец кога навлегува во суштината и прво етички и морално кога го брани капитализмот, на крај и економски. И на 100 годишнината од Хаек 1999 Горбачов више одамна растурен СССР застанува по 100 годишнината од раѓањето на Хаек и вика, читајки го Хаек, вика, како председател на СССР, односно генерален секретар на партијата, чувствував како се променувам во неповрат, додека го читав Хаек. Значи, колку моќ може да има една книга. Евреин? Хаек? Па Фридрих фон Хаек, австриец е. Можно е да евреин, не знам. Они имаат некоја посебна ментален склоп околу тоа. Фридман е евреин и овој менторот на Хаек, Мизас, е исто така евреин. Они имаат страшни тие економско-политички и од друга страна па и комунизмот е откај нифа и добро. Меѓутоа видиш какво семе посеал оној Никсон кој што го знаеме единствено по на фамозна афера. Човекот има направено Кина, бази замислив, била суперсила со нуклеарно оружје која била во Обединетите нации, он ги прима. Кажи ми, како Денг Сјаопинг успева да ја протне на комунистичките лидери и на војската како се случила таа промена, доста ме интересно. Да, од прилика почнува прво на потесното раководство да му продава приказна, кога сме ние вика сме слободна земја, победивме Јапонија, направивме ова, направивме она, описменивме, направивме инфраструктура. Значи се ослободивме на сите возможни фронтови, сега као демек треба да се подослободиме малку и на економски план. И сега знаеш кај комунистите оној збор слобода пали, лепи убаво. Онака и на таков начин е убедено прво најтесно раководство. Меѓутоа на пониските ешалони ти веќе имаш оние советници кои што можат да прозрат суштината. Тука веќе се употребени оние девизи со мачката, односно со кравата, за после тоа веќе кога излезано јавно да се збори, луѓето тоа почнуваат да го прифаќаат. За конечно 90-ти години
и не е никаков Како баук. они го имплементираат еднопартиски комунистички марксизам и слободен пазар? 90-ти години веќе тоа е па многу едноставно. Партија не смеш да формираш, фирма можеш да се формираш. Значи Значи не е проблем мултипартија и таа демократија. Демократијата во суштина е политички слободен систем. парад. А не е важно од каков е системот. Ти дај ми мене слободен пазар да работам шо Фала правам. Богу. А ти ако сакаш биди крал, феудалец, станов. Меѓутоа, видиш, на крајот држи тезата на Хаек и на Фридман, Да. дека политичките и економските слободи нема да можат да бидат одвоени за секогаш. На крајот едното ќе победи. Ќе мора да еволуира. Значи, ти ако ги гледаш последниот конгрес на големата партија, како е службено име на Кина, ти со англиски превод го имаше, имаш таму луѓе кои што се социјалдемократи, имаш луѓе што носат либертаријански идеи, имаш за и против абортус, имаш за и против лесни дроги, значи еден широк спектар на размислување кој што не е баш својствен за комунистичка партија, односно за еднопартиски систем. Така да има некои прогнози дека Кина ќе се демократизира, меѓутоа прашање на кој начин. Веќе позитивни сигнали дава Со Северна Кореја. не со Северна Кореја, значи збориме за внатрешната политика. Значи, За Кина внатре да го довршам муабетот. Да. Значи, луѓето кажуваат од самото раководство на комунистичка партија се повеќе и повеќе одбиваат да се идентификуваат како владеачка партија, туку се нарекуваат нешто во стил регулаторно политичко тело. Регулаторно тело, ама за политика, демек да не забегаат многу во тие фашистичко, нацистичко, комунистички. Да, ние сме тоа, не сме као демек она што од времето на Мао Цетунг. Да, сега сме пак не можеш да кажеш дека имаш доволно политички слободи. Меѓутоа веќе внатре во самата комунистичка партија имаш судири на идеи како во секој европски парламент. Вака, мислам дека длабочината на она што се случува со Северна Кореја, мирот што се потпиша со Јужна Кореја, е патот преку кој таа демократизација ќе навлезе. Бидејќи Северна Кореја е под протекторат на Кина. Бидејќи она го држи како да ти кажам, како лакмус, како светот ќе се однесува и кон раководството и кон моделот на Кина спрема Северна Кореја. Така, и сега, овој процес, ако помине, да речеме, цивилизацијски, хумано, ако не помине како со кланици, како што беше тоа во овие краишта, или Либија, или Балканов наш и така натаму, тоа ќе биде позитивен знак за Кина, дека Кина ќе може да се демократизира, а да си ја задржи кохерентноста, конзистентноста, пак да остане цивилизацијска сила, бидејќи да остане една. Да остане една. Бидејќи тоа е целата суштина во овакво. Бидејќи во демократизација прво што ќе ти направат Југославија ќе ти ја направат. Ќе ја расецкаат како СССР што го направи. И затоа Кина не дозволува. Не мора да значи. Кина е веќе премногу голем значаен фактор за САД за да им прави таква работа. Ама затоа тоа го гради со децении. И ова за да се позиционира го направи овој економски бум. У овој момент кинеската економија, мислам дека лани или преклани, ја надмина американската... Го надмина американското БДП. Да. Океј. Да. Значи, настапуваат неагресивно. Значи, како добар партнер се сегде во све. И тоа, мене ми се свиѓа таква игра. Значи, не со паркирање носач на авиони, него еве ти поволен кредит, да е автопат ќе ти направиме, да е на инвестиции, да еве рудник ќе отвориме и така натаму. Значи, повторно е Фридмановата теорија на слободен пазар за секого. Например, како ја освоија Африка, американците у време на Обама, значи цели дебатни емисии имаше колку е опасно за Африка што Кина влезе. Зошто? Затоа што со Обама они влегуваа со паркирај носач на авион и мора со мене да се работи. Колку пари нафтата? Не што им направи Кина. Еве ќе ти кажам, у Танзанија и у Кенија што им направи. Ни требаат рудници за дозволи ми малце една минута. Ни требаат рудници за ретки метали. Океј. Што нудите, пошто и американецот ми бара, русинот ми бара, овој ми бара, оној ми бара. Ми вика, знаеш што? 50-50. И овој остануваат вака.
никој тебе од глобалниве играчи да ти доаѓа и ти вика, рудник, окей, 50-50, профитот го делиме. Па за таков 50-50 и Казандол ќе го отворам. Ама не заслужува, нели? Зборам, и овие им вика, не само што 50-50 делиме, ви градиме автопат, бидејќи негде 1300-400 километри од рудникот во територија до пристаништето таму на Индиски океан. Им градат автопат, ама ленjer вака им градат. Им наградат ново пристаниште. Го градат това. 50 години описменуваат луѓе. Описменуваат луѓе, донесуваат инвестиции и сето тоа и дели 50-50 и нема војска, нема boots on the ground и Кенидица вика Wow. Thank you. Да. Thank you. И он сега развива школи, развива ова работна сила му се вработува. Значи, затоа сметам дека Кина е next big thing, што ќе се. Тоа Трамп го намириса. И затоа он кога влезе со овие работи, сега ја многу малку гледа да не се нагурава со воена сила. Но затоа ги игра игрите, ги спушти давачките, компаниите да се вратат у Америка, им даде повластувања, олеснувања, им ги намали тие, за да отвараат фабрики во Америка. И што имаш сега во Америка, бидејќи Трамп може е глуп, може е луд, може е курвариште, али он прави 1+1. Чекај бе, ја треба да вработам луѓе, треба да има повеќе пари. Ја тогаш имам мир, тогаш сум рад. Невработеноста во Америка е на рекордно ниско ниво последниве 10-15 години. Од Втора светска војна Од Втора светска наваму. Значи толкав раст немало ни во времето на Роланд Рейган, вреди да се признае. Зошто? Затоа што човекот е предприемач. Затоа што човекот гради хотел. У хотел не можам ја да вработам 300 души. Мене ми треба 150 и он не е глуп. Он едноставно менаџира. Он не филозофира. Он кога треба политика, он се консултира со Пентагон, со своите треба ова, идеме амбаса, не оти, он знае амбасада дали треба у Јерусалим или у Телавив. Ке му речат, ние ни треба заради геостратешки, окей, вам. Ама за економија си ја тера работа. Либераливе за глава, затоа што они знаат само субвенции. Државата да ти регулира, државата да ти регулира. Америка, следното на Америка ќе биде повторна навалица на работна сила, имиграцијата ќе тргне не кон Германија, кон Америка. Зошто? Се отвараат фабрики, ќе се отвараат фабрики. Бидејќи Обама и уште ова, Стив Джобс и Обама, Трендо го објави на Офнет, барајте му го тој текст да го објавува, ја му реков да го објавуваш на 2-3 години еднаш. Стив Джобс и Обама му вика, бе, зашто айфонот, бе, вика, најубавиот, најголемиот американски технолошки продукт во историјата, вика, се произведува у Кина. И овој му држи една тирада од 40 минути. Му вика, 1700 инженера, да најдам јас во Америка, ми се потребни 19 месеци. 40 дена ги имам во Кина. Вика, додека ние не дојдеме на тоа ниво, на ниво на образованост, на ниво на квалификуван, замисли, го свестува он Обама, му вика, немаме, Америка више нема високо квалификувана работна сила, а овој е спијат пред фабрика на вика со... Тоа има квалификувана работна сила за родови студии и така натаму. Ти можеш да го мрзиш колку сакаш, резултат и мене не ми се свиѓа. Простак е, ваков е така. Мене баш ми се допада човек кој што не продава приказна како бил сиромашен, па морал да работи од мал, како јадел здрава храна секоја сабајле. Мене ми се допаѓа што не е совршен. Јас сум родил со златна лажичка, знам како се прават пари, бујрум, изберете ме. Ако не ми веруваш, види ја жена ми. Да. И она што е многу интересно, политички не глуми никаква коректност. Работите ги нарекува со право име. Да се вратиме. Кина ни е нас најинтересна за ние земји од транзиција. Русија, Кина, Русија, Балкани, источно малите азиски држави, Хонг-Конг е исто така поресен. Се создаде таа комунистичка инфраструктура на менталитет. Ние не можеме да имаме менталитетот на Велика Британија, на Германија или на Соединените Американски држави, овој либертаријански менталитет. Нема да може. Они ќе треба, затоа што таму дошол гол, бос, копал и развивал и правил. Овде не знаеме. Овде се било на готованство и
снајди се и така 70 натаму и години така таква натаму. пракса плюс такво образование. Значи, народов и ментално и генетски, ета, и сега, кој е најповолната варијанта? По мене, затоа ја гледам Кина. Ете тој комунистичко-ментален некаков склоп, кој му одговара на Една широките држава, маси. два системи. Тоа така го нарекуваат од пред 2 децении официјално. Ама, има една работа што ние ја забораваме. Кинезите се спремни да погинат во работење и жртвување и посветење. Работната етика се... А они, таа етика ја видоа прво од јапонците. Бидејќи јапонците им фрлија 2 атомски бомби, па погледни што стана од нив. Тоа не дојде американецот да им фрли пари. Не, брат, они сватија после 2 атомски Беа бомби, превоспитани. се превоспитаа самите себе. Се посветија на државата. Значи, дека не со војна, туку со работа и со производ ќе го освојат светот. Е така. Прашање на Дури колкава и Германија, трагедија... и Германија тргна многу убаво со Volkswagen, со аутобанови, со све. И отида... Прашање на колкава трагедија си спремен пред да бидеш превоспитан. Наш превоспитување ни следи, само прашање колку длабоко ќе тропнеме. Германија до Конрад Аденауер 45 година била поприлично милитантна земја со освојувачка логика. До која година? До 45-та, до падот на фашизмот. Да, она беше милитантна. Од Бисмарк па натаму Така. еден цел век. Така е. Биле Агресивна, милитантна, да, апсолутно. со една многу феудална филозофија во основа, да освоиме што е можно поголема територија, повеќе земјиште, за да бидеме побогати. Тоа е уштина феудална ресурси така, и пазар имаш, така. Така. И после поразот во Втората светска војна доаѓа како главен економски советник Вилхелм Репке, мислам дека беше, меѓутоа политичар кој што него најмногу го следи е Лудвиг Ерхард, активен во владата на Конрад Аденауер. Званично е канцелар прва половина на 63-та до 66-та ми се чини. Времето на процутот на германската економија, германската економија најмногу го должи на Лудвиг Ерхард, десна рака на Конрад Аденауер, главен советник и сојузен канцелар во раните 60-ти години. Во тоа време Германија од прав и пепел има дојдено до ситуација да има недостиг на работна сила. Додека денешна Германија паразитира врз придобивките од тоа време. Шпанија, Италија, Грција се земји кои што тоа време никогаш не го имале. Што би му кажал ти на син ти? Станува работник, иде да работи и така натаму. Што би му кажал ти? Што би ми кажал мене, еве ти барам совет, барам работа, како да се снајдам и така натаму. Веќе ја напуштаме економијата, доаѓаме до тоа нешто се вика лична мотивација. Лична мотивација. А тука нема секогаш наука. Нема да ти отворам наука. телефони затоа што имам уште 15 минути до крај. Тука нема секогаш наука. Нема наука. Во животот ќе го старите рекле што ќе посееш, што ќе жнееш. Во животот ќе го конзумираш и ќе го ползуваш она што си го заработил на пазарот. Биди што е можно попродуктивен на пазарот, ќе имаш и повисок животен стандард. Луѓето мислат дека да мораат да идат у Америка, у Германија, у Бугарија и така натаму. Може да се па дури и ти мислиш, сакаш да се одселиш за да постигнеш мојата приказна е нешто друго. Меѓутоа, сега да ти кажам, да стане човек продуктивен, може преку знаењето. Знаењето најадекватно и најлесно се стекнува низ процесот на образованието. Образованието има за цел да создаде нова вредност. Ама тоа образованост не значи знаење. Не на тебе да ти обезбеди, значи знаењето. Знаењето се стекнува со искуство. И со конкретно работа на терен. Не можеш да станеш кардиохирург само со искуство. Мора да имаш и образование. Така да, јас зборам за интелектуалците, меѓутоа некои работи што се до образованието се. Значи мораш да вложи знаењето мораш да го добиеш. Дали тоа ќе биде преку формално образование или ќе биде пред се како мене низ искуство, низ разноразни сектори и образувајќи се на разноразни начини. Сеедно, јас младите луѓе би ги советувал да вложат во образование кое што се бара на пазарот.
кое што се плаќа на пазарот. Ти беше И малце од и себе- противник, ти беше противник, например, на задолжително средно. Затоа што видиш дека... И на задолжително основно сум противник. Зошто? Заради тоа што широка е расправава. Им даваме на школите ги устоличуваме како некои храмови кои што понатаму можат да си дозволуваат експериментирање со децата. Просто е неверојатно колку експерименти помина врз живи луѓе. Генерации, така. Меѓутоа, пази една работа, не дека јас сум против образованието Да бидеш неписмен. на овој начин. Туку? Најголемите мозгови во ерата на капитализмот за кој што збориме се образувани со така наречен homeschooling. Со домашно Воспитание. образование. Едниот од родителите или не знам еден постар член на семејството се занимава со тоа. Томас Едисон е примен на универзитет, поминувајќи го и основното и средното образование Дома. Човекот бил самоук, дури немал ни тутор. Мислиш ли дека совремињата сменети? Ја како родител исто Времињата секако дека се сменети. Меѓутоа, тоа хиперболизирање, тоа преувеличување на формалното образование на нас ни носи инфлација на дипломи и инфлација на кадри. И јас завршив Факултет, немам работа. Сега немам работа. Државата не ми најде работа. Чекај малце. Не ме вработи државата. Ама на пазар не иде сам. Он вика на пазар нема работа, не ме примаат. Јас можам да се сложам со тебе или со некој доколку се јави, нели, дека ајде, може да има некој си социјален минимум за преживување. Меѓутоа, тоа да биде за луѓе до 12, 14, 18 години, или за луѓе над 70 години, или за луѓе инвалиди, или за луѓе со посебни потреби. Човек на 30 години завршил факултет, знае јазици, работи со компјутери, да вика државата да ми помогне, ќе му воведам данок. Или што вика на... После 30 години данок да плаќа ако нема работа. Гунчото ќе му го земам, кажувам. Вака, има едно интересно прашање, се постави и разговарав со еден пријател, например, не знаев дека во информатичката индустрија, например, постои еден многу здрав и јак екосистем во Битола, каде што многу странски компании ангажираат наши деца, кои имаат десетици софтверски компании кои работат за странци. Тоа конкретно не му треба, нема посебна инвестиција, нема му треба памет да му изработат софтвери и така натаму и така натаму. И разговарав со некои пријатели каква е ситуација, нешто ово, она се распрашував, ми објаснува и се прошири муабетот. И се ова ми е прашање. Вика, откако се отвори Кромберт и Шуберт и оваа другава инвестиција, еднава во Кавадарци, друга во Битола. Добро, како и да е. Да, тие две големи инвестиции. Значи, многу млади луѓе, наместо да работат по бутик за 200 евра, влегува во фабрика каде што има оброк, каде што е многу сигурно ќе ја добие платата, голема компанија, здравственото му е сигурно платено и така натаму, условите се окей, има можност за напредување. Вика, интересна работа, вика, што во Битола, например, не можеш да најдеш девојче на каса да работи или во бутик да работи, затоа што максимумот е 200 евра. И сега, ме интересира ова. Зошто не се кренаа цените? Еве, има вработување, има побарувачка. Интересно прашање. Има побарувачка, има недостиг. Има недостиг, конкретно, од... Сега ја малце продавачки, например, во продавници, маркети во Битола. Сега карикирам, не ме фаќај за збор. Добро. Зошто не е... За да ти некого привлечеш, треба да малце, ако веќе неќе за 200 евра, качи ја на 250 евра. Ни платата се качува, ни интерес има. Зошто па тој сталт се создава? Се збориме за конкретни фирми. За да повлечеш ти едно масовно зголемување на работната рака, можеш да го убрзаш и економскиот раст. Значи, ја спомнавме Кина пред малку. Кина има за драстично да го зголеми економскиот раст, за да драстично да го зголеми животниот стандард, кај нив стапката на раст е преку 10%. Ние имавме
6 или 8% во еден краток временски период, сега у последниве 2 години имаме помалку од 2%, годинава ќе биде од прилика уште толку. Okay. Сепак е тоа премногу малку. Ама не растат ни платите 2%. Зошто? Во Кина растат ли ако има он 4% на годишно ниво, така? Економски раст, така. А има и 10% во ниво. Има и 10, има и 14%. И 14%. Така. Растат ли платите соодветно? Растат, меѓутоа таа динамика на раст на платите, тие да кажам ценовни таласи кои што го погодуваат одреден сектор, ценовни во смисла на зголемување, бараат повисок економски раст. Например, знаеш дека економскиот треба раст да отиде 30% не се за да има 5% не се развива рамномерно. Имаме социјални разлики. Предпоставка е на одредени економисти дека за 1% да се зголемат примањата, потребно е меѓу 5 и 6%, зависно од нивото на технолошки развој. Меѓу 5 и 6% раст на годишно ниво. На годишно? Да. За кој период? За колку години? За една година. За една година. За да 1%. Да имам 1%. 1% раст на како на тоа, куповната и покрај моќ. тоа што имаме ние раст, нема раст на платите. Ама ти кажувам, имаш многу низок раст за да ти се ефектира во платите. Ако 6% раст економски е потребен за 1% пораст на куповната моќ, колку можеш да очекуваш пораст на куповната моќ со 1,7? Значи, единствен лек е само повеќе и повеќе инвестиции. Повеќе инвестиции. Меѓутоа инвеститорите доаѓаат кога гледаат странските инвеститори. Не. Најниски плати имаш у Африка. Добро. Никој нормален не иде таму да не инвестира. иде таму. Зошто тогаш овде Значи, доаѓаат? мораш да имаш прво институции, што Они рековме правна они држава. викаат доаѓаат за да не знам. Прво што гледаат странските инвеститори е една комплетна слика на државата во смисла политички, правно, инфраструктура. Не мора. Како ти работат твоите фирми едноставно. Како ти работат твоите фирми. Ако твоите фирми идат 3, 4, 5, 6%, јас ќе бидам задоволен со 2%. Голема фирма, огромни корпорации, ќе бидам задоволен со 2%. Ако твоите фирми кои што ти се мали, кои што помалите фирми се пофлексибилни на кризи и разноразни други, ако они растат со 1,7%, што останува за огромните корпорации? Така да они гледат прво како работат малите фирми. Ако тебе малите фирми овдека во огромен број ти се блокирани, ако ти се угушени со еден куп дозволи, доколку обичен човек тешко може да отвори, или ајде, у последно време и лесно се отвара, релативно лесно се отвара фирма, ама многу тешко се, едно што се затвора, тешко се работи. Не можеш да дојдеш до кредит. Не знаат, чисто се сомневам дека... Значи, обртен капитал е она што недостасува на пазарот. Секогаш Јас обидов еднаш на интервју со Груевски, кога државата да го прашам тоа. Све е тоа убаво. Осмели се, има кампања, отварај фирми, донесува све. Абе, нема обртен капитал. Ама нема деловен успех без деловен ризик. Он ми вика, многу вака ноншалантно, лаконски ми вика, не ти вика у банка имаш колку сакаш кредити. А интересна работа, од преска што сакав од банка да ти кажам. Ама он го стави Богов кој што дотера ваквата монетарна политика сега. Да. У банка што се случува? Вака ќе ти кажам. Вика, муабет, не е важно која банка, не е важно за која компанија збориме. Вика, како да го... Вика, Јанко, дали се знаеш со тој и тој? Не. Зашто? Како да го натерам да земе кредит од кај нас? Па викам, а како му иде? Па супер успешен. Па шо ќе му е кредит? Зошто му туркате? Па затоа што е сигурна инвестиција за нас кредит. Ма нема да има он развој. Он веќе е сам по себе успешен. Дали е нормално? Не му требаат пари, не му треба свеж капитал, си го произведува, а банката, за да има, да е солвентна, да има профит, да покаже и така натаму, не ќе да инвестира во ризични. Он сака во компанија која е успешна. Ама зашто би инвестирала во ризични, кога најголемиот дел огромен дел од парите ги инвестира продавајќи државни обврзници. И добро, тоа е сектор, не збориме генерално. Со една директорка разговараме во претходниот бизнис кој со транспорт, сака да земам повеќе камиони и
разговараме со директорка на една банка и сега веќе не знаат како да ме одбијат. Ајде, викам, камионите нека бидат под лизинг. Значи, ваша собственост, додека не се отплатат. Ајде да бидат каско осигурани, црна земја да зина, да ги лапне, да мора да бидат купени нови. Каде ви е ризикот? Вртат очи, зборат нешто. Тоа се све регулативи од Народна банка со кои што уствари е направено луѓето да не може да успеат на таков начин. И излегуваме надвор на кафе, ми викаш, што се занесуваш ти? Јас давам на министрот толку милиони, ми плаќа рата со камата на секој први, имам за плата, имам за дивиденда, имам за кирија, носи се и ти и камиони и машини и све. Кој си ти да ти давам на тебе? Слушай. Сега, да престане тоа да го прави државата, Да. директоркава камати ќе мора да наплаќа од друго место. Според мене, политичките елити, не само во Македонија, генерално, не сакаат обичните луѓе да успеваат без партиска книжка. Затоа е војната Слушај ме сега да ти кажам. против приватниот сектор. Епа, глеј сега, јас со емисија и му викам, дај ми реклама. И он ми вика, па нема, ово, ваму таму. Па не знам како ќе поменам, па не знам гледана им, не гледана емисија. Да, во право си. Еве вака ти нудам. Значи, направи едно колку последниве 3 месеци продаваш. Ако продаваш 100, откако ќе се рекламираш кај мене, 120, ако почнеш да продаваш, откако ќе се рекламираш кај мене, дел од профитот од тие 20, откако ќе наплатиш све, дел од профитот ќе ми го даеш мене, промил или процент и така натаму. Значи, нула ризик за рекламирање. Не како Велија Рамковски. Велија Рамковски како викаше 30.000 евра годишно ти ќе ми даеш и немаш да прави. Ја колку ќе те пуштам. Дали ќе има зголемена продажба, никој ништо. И зашто? Заради политички. Дали е тоа Дзинго, дали е Велија, истата приказна. Дали има промет, дали се зголеми или не. Ја му викам, значи, буквално. Еве ти викам тебе. Имаш производ антифриз, средство за стакло. Дај рекламирај се кај мене. Ако продаваш 1000 месечно, ја откако ќе те рекламирам, ќе ти продавам 1500, да речеме. Од тие 500 профитот што го имаш, дел од тој профит 30%, значи дел од профит не фиксно, што мене ќе ме мотивира. Јас да те продавам. Знаеш кој е систем? Ова е систем Мекен, Ериксон и свет Кока-кола. Они им викаат и Кока-кола не троши пари за реклама без везе. А маркетинг агенцијата, ако успее да им ја дигне продажбата, си заработува. Ако не успее, нова маркетинг агенција иде. Не ќе. Зошто? Затоа што вика, ја морам да дадам на кој е сега на власт? Перо. Перо ги има следниве вестници, следниве портали, следниве компании, морам див да им дам без оглед дали се читани, не читани, гледани или не гледани. Па ти колку се трудиш? А ти, дали си гледан, не си гледан, успешен или успешен, не ме интересира мене. Или ќе му давам на тој и тој уредник во таа и таа телевизија да не јаде бурек за мене, увести главни, да не ми направи белја. Ето е тоа. Так. Значи, политичка, економска корупција, немање правна држава. И сега, зошто не ги отворив телефоните, иако се мислев, луѓето ќе се јават работници, ете права, капитализмот нечени и така натаму. Значи, една работа што заклучи Виктор. Нема вработување и да не прочиташ до последна точка што си подпишал. Секој први Ниту задолжување на синдикалец од странство ми вика. Секој први само луд човек или да имаш толку голема доварба во компанијата, да не провериш дали ти се исплатени давачките спрема државата, социјално, здравствено, пензиско. Како вика, господин Илковски вика се јавува кај тебе, вика 2 години, вика не ми се исплатени. Кога дозна? Лани. Он гледал некоја емисија моја, Странецов, му преведувале, чисто го овакво, некоја синдикална размена. Како вика 2 години, после 2 години он дознава дека таму кај што работел, ништо не му било платено. Значи, кого ќе обвиниме? Да, работодавачот е виновен, но и работникот е крив. Не можеш да, како да ти кажам, мораш да си активен. По 2 години без плата оделена работа. И сега што По 2 години без плата оделена. Али кога идеш без работа, твоја одговорноста. Ти си прифатил да работиш без плата.
Знам, болно е, тешко е. Вика, ама ќе излезам, кај ќе идам? Стар сум и така натаму. Нема работа за мене. Едно што нема работа, друго слаби сме со амбиции на, ајде да кажам, на државно, на национално ниво. Оние луѓе, како во филмот Атлас, многу квалитетни луѓе, за секогаш се плашам нека ја напушти оваа држава. Така да и овие напори кои што ги правиме вака Да, и тие со предприемачки дух, тие што се спремни да работат и да се... Па зошто ние? Кај се нашите најспособни луѓе? Не се во Македонија, они се во Австралија, во Германија, во Америка во Канада. Да. Зошто идат таму? Зошто идат таму? Не се сите за да отворат бизнис. Не се. Океј. Да. Меѓутоа, еве Чешка ќе земам, земја која што па и не е толку многу богата. Добро. Кој ќе отидеш таму нема човек што нема втора работа. Кој ќе спомнеш овдека, не знам, ова како се вика мултилевел. Добро. Како некоја секта да промовираш, така. А тоа е 90%, нели? Картички за враќање, па инвестираш. Да не ги преувеличувам, има и мултилевели кои што не функционираат. Меѓутоа, јас сум се изненадил, еве во една Бугарија да отидеш колку се луѓето по предприемчиви, колку се по проницливи, колку се по бизнис ориентирани. Кјустендил е на мала средина, просто неверојатно колку мали